Британски експерти предупредуваат дека фрлањето на талогот и остатоците од кафе во јавните одводи може сериозно да ја загрози животната средина. Повод за ова предупредување е случајот на жена од Западен Лондон, која добила казна од 150 фунти затоа што го истурила талогот во уличен одвод. Британците дневно пијат околу 98 милиони шолии кафе, а огромен дел од остатоците завршува на погрешно место, создавајќи долгорочни еколошки последици. Научниците објаснуваат дека кофеинот, шеќерот и млекото од кафето го менуваат хемискиот состав на водата, нарушувајќи го природниот баланс на реките и езерата. Поради тоа што кофеинот тешко се разградува, дел од него завршува во водните системи, каде што може да влијае на метаболизмот на растенијата и инсектите, па дури и да предизвика нивно умирање. Истражувањата покажуваат дека кофеинот е присутен во повеќе од половина од реките во светот, па дури и во некои делови на Антарктикот. Експертите потсетуваат дека уличните одводи се наменети само за дождовница, а не за отпадни течности. Затоа, во нив не треба да се истураат кафе, масло или детергенти. Наместо тоа, талогот може да се искористи како природно ѓубриво или компост, или едноставно да се фрли во обичен отпад. Како што нагласуваат експертите, она што не е добро да се истури на улица, не треба да се истура ниту во куинскиот одвод. Популарноста на замрзнатиот грашок започнува во 20-тите, кога американскиот иноватор Кларенс Берцај, инспириран од методите на брзо замрзнување на инуитите, ја развил технологијата што овозможила зачувување на свежината и вкусот на храната. Грашокот бил еден од првите комерцијално замрзнати производи, создавајќи вистинска револуција во прехранбената индустрија и менувајќи го начинот на кој луѓето се хранат ширум светот. Денес, замрзнатиот грашок е универзален зеленчук кој се користи во безброј јадења, од супи, варива и рижота до ладни салати, намази и пиреја. Готвачите и експертите за исхрана се согласуваат дека тој ја задржува својата природна сладост и текстура подобро од свежиот, кој брзо ја губи свежината и станува тврд или брашнест. Замрзнатиот грашок не само што е попрактичен, туку и подобро ја задржува структурата, вели готвачката Антеа, додека креаторката на рецепти Грейс Бианко додава дека се лади на врвот на зрелоста, што му дава подобар вкус и конзистенција. Освен вкусот, замрзнатиот грашок нуди и практични предности, има подолг рок на траење и создава помалку отпад. Свежиот мора веднаш да се сготви, додека замрзнатиот останува совршен со месеци, објаснува готвачката Мишел Вилијамс. А за кулинарот Ден Пелоси, замрзнатиот грашок е незаменлив во секојдневната кујна. Се одмрзнува толку брзо што речиси и не мора да се готви. Со задржаната боја, сладост и свежина, замрзнатиот грашок останува доказ дека технологијата понекогаш може да го надмине природното, во вкус, квалитет и практичност. Сезоната на слави и имендени е во полн ек, а солените топчиња се едно од најпопуларните предјадења што секогаш привлекуваат внимание на трпезата. Тие се декоративни, вкусни и лесни за подготовка, а нивната најголема предност е што можат однапред да се направат и да се чуваат во фрижидер до моментот на сервирање. Без разлика дали ги нудите како предјадење или дел од свечена закуска, сигурно ќе станат ваш омилен празничен рецепт. За подготовка потребни се 300 грама крем-сир, 150 грама шунка, 150 грама кашкавал, 2 лажици сусам, 100 грама кикиритки, свеж макдонос, сол, лук во прав, бибер и 1 лажица ајвар. Шунката се сече на коцки, кашкавалот се ренда, а кикиритките се ситнат. Сите состојки се мешаат со крем-сирот, а смесата се дели на 2 дела, во едниот се додава ајвар. Се формираат топчиња и се валкаат во кикиритки и сусам за крцкава текстура и привлечен изглед. За поубаво сервирање, топчињата можете да ги наредите во кружна или спирална форма. Ако сакате појак вкус, додадете ситно сечкани кисели краставички, а за полесна варијанта заменете дел од крем-сирот со грчки јогурт. Едноставни за правење, но елегантни и богати по вкус, солените топчиња се вистински хит за секоја празнична трпеза.